Поведена е претходна постапка за отворање стечај на акционерското друштво Баргала Штип. Најдосно до 26 август привремениот стечајен управник Пепи Панев треба да изготви анализа и извештај за материјално-финансиската состојба, според кој судот треба да одлучи дали во Баргала ќе има стечај или не. Ова одлука на судот од синдикатот е прифатена со задоволство и како нивна нова победа. Ова е една победа, тоа више институциите работат совесно. Судот во Штип го прифати предлогот на работниците од АД Баргала за стапување од Сојузот на синдикати на Македонија и одлучи да поведе претходна постапка за утврдување на причините за остварување на стечај над должникот АД Баргала Штип. Првото рочиште е закажано за 26 август и ние како Сојуз на синдикати од Македонија од стечајниот управник Пепи Панев ќе бараме првен да се рестартира АД Баргала, а со тоа и да се вратат сите наши работници согласно решението кое е дадено од Државниот трудов инспекторат. Иако постапката е на самиот почеток, синдикатот очекува многу. Ние очекуваме стечајниот управник Пепи Панев да работи согласно законите во државата, како и колективните договори во конкретниот случај за текстил, кожарство и чемеларска индустрија, како и врзоство на доставените документи, докази и аргументи кои се крунски доказ како таа фабрика дошла нова дереже, тоа да се прогласи стечајна постапка и да ние работниците да си ги наплатиме потребувањата. Паралелно со ова, именуван е и привремен стечајен управник. Кои се неговите ингеренции? Сега тој има единствена обврска да утврди дали стечајниот должник има доволно имот за да се води класична стечајна постапка или има доволно имот да се намират доверителите по сите основи и да се запре стечајната постапка. Значи, сега се работи за привремена стечајна постапка по која се одлучува само по предлогот за стечај што го поднеле доверителите, дел од доверителите. Она што за работниците и синдикатот е најважно е тоа дали и за колку време може да ги наплатат поборувањата, бидејќи во многу случаи поради преголема задолженост пари и имот за сите нема. Сите ставаат во исти ранг, освен управата за јавни приходи која има таа се вика право на наплата од повисок степен. Сите други доверители се ставаат во доверители во втор исплатен ред и ги имаат истите права сите до еден, освен оние доверители кои што пред отварањето на оваа стечајна постапка или привремена стечајна постапка се стекнале со некоја заложно право, хипотека, залог на подвижни ствари и така натаму. Во сегашната состојба Баргала стигна од колку стотина работници. Заедно со синдикатот поднесоа барање за поведување постапка за стечај, со надеж дека заработеното ќе успеат да го наплатат. Колку во тоа ќе успеете е крајно неизвестно, со оглед на фактот дека во изминатиот период Баргала се соочува со огромен број на тужби поради поборувања по различни основи.